Сакаш лайв да идеш вака? Да, уживо ќе. Стај го хоризонтално, немој вертикално да снимаш више. Ме нервира. Ја цело време вертикално снимам. Само да кажам. Кажеш што ќе кажеш, ќе да му кажеш. Не ми дава, вака ми вика да снимам. Имаш позади. Нема да имаш позади ништо. Покрупни кадри ти кажем цело време. Мора да. Еве вака. Добро е, дечки, добро е. Овдека нека стои, не е проблем. Добро. Ќе го држам ја телефон. Добро вечер на сите, јас сум кај Јанко, јади бурек во ТВ Сонце, во неговата легендарна емисија. Не сме се виделе неколку месеци. Ве молам, придружете ми се и ќе имаме дискусија, ќе оди во живо кај него на телевизија, но еве за тие што се на социјалните мрежи, 300 луѓе во моментов, можете да не проследите, да чуете зашто ќе дебатираме. Бога ми има доста за што да се зборува. И така, ќе бидете среќни, ќе го гледате Филип, убав и личен, мене ќе ме нема у кадар на Facebook. Јеј! Ајде, мора да се шегуваме, бидејќи ако го изгубиме духот, за никаде сме. Ќе изгубиме све. Да. Ако ние не знаеме да се насмееме и расположиме и Ова се тешки времења, потешки времења не памтам, потешки се и од 2001 година, меѓутоа ние едноставно мораме да се бориме и да го кажеме својот став. Апсолутно. Знаеш, Филип, ја нема да ти го кажам у емисија, ама сега, нека го слуша. 103, кога, не знаеш ти од 103, некако, се врати тогаш еден, беше у Италија, и она, кога Harm Reduction Сорос се обидуваше да ја земе 103 под своја, и вика, сите факти укажуваат дека, баже, прекини да местиш жити се, почни пренос. Те молам, брат. Почнуваме за некоја минута. Вика, војната против дрогата е изгубена. Тогаш ни беше битно, ние 92-3, околу дрогата ни беше, младите и така натаму. Вика, војната за дрогата е изгубена. Зошто? Јас седам, затоа што се повеќе картели, полицијата и војската не можат да излезат на крај, се повеќе корисници, едноставно војната е изгубена. Ама ја тогаш се оженив и ми се раѓа дете. И ја им викам на моите тогаш, и викам, слушај, јас се согласувам дека е војната изгубена. Сите факти ми изгубени. Ама не можеш да престанеш не можеш да престанам да се борам. Извини, јас стварно знам. Океј, значи се осетив прв пат као на мечкин камен, брат. Така, знаеле дека е изгубено. Така, ама не се предале, се бореле. Питу Гули не се повлекол. Знаеле дека ќе загинат. Истото е и на ножот. Сами последниот куршум за себе. Како е онаа реченица? Ама затоа ги памти историјата. Не дојдовме бе кокошки печени да јадеме бе. Мислам каква реченица. Така е. Деца, 18-19 годишни. Токму затоа мислам дека треба да се создаде сега оној критичен момент. Не се троши ова да не го забориш после. Не, ќе ти го повторам, ќе го повторам. Не се повторува. Добро. Почнуваме за некоја минута. Благодарам што сте со мене и со Јанко во неговата легендарна емисија, која што е сега во ТВ Сонце. Ова се критични времења, ова се тешки времења за нас, меѓутоа ние немаме право да се предадеме. Имаме право на своje мислење, на своји ставови и тие ќе ги кажам вечер во оваа емисијата. Почнуваме. I've seen people you wouldn't believe. Attack ships on the shoulders of Orion. I see glittering symbols on Ten House Gate. Добро вечер, почитувани гледачи. Добро дојдовте во уште едно издание. Јаде Бурек на ТВ Сонце. Гостин вечерва во студиото е еден од најистакнатите во моментов оние личности кои застана
на протестите пред на собраниот народ и го поведуваат во оние протести за одбрана на името. Филип Петровски е вечерва гостин. Филип, добро вечер, добре дојде. Добро вечер, Јанко, благодарам за поканата. Преку твојот мобилен телефон кој овдека стои, иде и Facebook стрим, кому му треба секаде на планетава да гледа, ја тоа не го возможно, се извинувам поради тоа. Еве се надополнуваме. Океј, супер. Мислам, современата технологија ни овозможува такви работи, на крај еден ден брзо ќе дојде и телевизиите, нема да треба, сите ќе се правиме тука. Така е, Да. И тоа веќе е на дело, затоа што завчера државните, провладините, а и опозицијските медиуми не пренесоа вистината за протестите пред собранието. Пренесоа дека масата ја нападнала полицијата, но на моите видеа кои што одеа во живо, кои што се погледани околу 500.000 пати за 2 дена, се гледа обратна слика, а тоа е од на лице место. Се уште постои една методологија на искривување на реалноста во Македонија и на оние што не се присутни им се сервира, односно им се пере мозокот на начин на кој што им одговара на политичките номенклатури. Но јас за цела среќа имав батерија доволно завчера и се вклучи во живот точно кога настана конфликтот. Имам дури и видео кога полицијата ги става своите маски и кога не гаѓаа со солзавец. Интересна работа е што ја го пуштив и видеото кое МВР го објави. Да. До некаде те демантира у Не, тоа. не е така. Океј, само да ти го Да, кажам мојот извини. впечаток. Тоа беше една камера од озгора. Ми се чини дека или дрон беше или ставена на бандерите пред собранието, каде што се гледа дека млади момчиња се гледа по по движењата и по ова со качулки, идат на полицијата и со стапови удират. Нешто ме потсети на шарената револуција. Дури ми требаше време, викам да не е ова некоја таква снимка, но и датумот беше со таймстемпот и така натаму. Значи, ја ги видов тие снимки каде што нели се обвинува дека полицијата употребила excessive force и така натаму и тука се И офанзивно действуваше. Но и видов и виз верса. Така е. Значи, никого не оправдуваме. 99% од присутните не беа агресивни и насилни, туку изразуваат политички став и несогласување и користат своји уставно загарантирани права. Ја тоа што го видов кога почна гужвата, а тоа го има и на снимка кај мене, дека неколку флаши пластични полета и имаше две оние петарди што горат, бакли, како ги викаат. Навивачите што ги користат на... Па тоа беа дел од навивачките групи, иако не исклучува можност дека имало и провокатори. Ти видовме дека имало полицајци во патики и фармерки, кои што... стварно, можеш ли некој да ми го објасни тоа? Ја се обидов да дојдам до некаков заклучок, можеме да шпекулираме, но за волја на вистината бите прав. Дали може би се тоа алфи кои се... Можно е. Можно е. Да се сепак полицајци, бидејќи стварно чудно, кога беше шарената револуција, ја никогаш не видов полицаец, освен во цела униформа, така, со гојзерици, со фатени овие панталони во тегет и така натаму, целокупна опрема. Но далеку помалку полиција имаше на шарената револуција, никогаш не беше потребена сила. Ја можам да ти кажам дека они со дефендери нападнаа народ. Вие можете да видите на видеа кај што со дефендери возат над 50. Нели има напред штитови тој дефендер или борна кола. Таа ако удрил некој ќе го згази, ќе го сплеска. Таму имаше жени и деца. Видовте глумицата Арна Шија колку е повредена. Полицијата која премина во офанзивен напад, напаѓаше дури до ГТЦ. Таму е пуштен, има сведоци, таму е пуштен исто така солзавец. Зошто? Зошто? Значи, ако има некој кој они и така снимаат, нели имаат своји полициски камери. Ако има некој провокатор или некој што го нарушува начинот на протестирање, ќе си го најдат и ќе се справат со него. Јас мислам дека тука имаше сосема друга намера, демонстрација на сила, заплашување на народот и формирање на една психоза кај луѓето кои што беа присутни да не доаѓаат повторно за да се заврши работата. Еве сега ќе ја зајачам оваа теза. Од денеска Талјат Џафери има забрането присуство на сите надворешни соработници внатре во собранието на Република Македонија. Што значи? Тоа значи дека во моментот кога се одвива национално предавство од ваков тип
внатре што се уплашени и секој што не може да го идентификуваат како вработен во собрание, за нив представува закана и мислат дека е терорист. Таму има луѓе кои што работат на проекти, странски проекти и така натаму, да не идам во детали. Сите тие луѓе од денеска им е забрането присуството во парламент. Ја го знам целиот случај, не сакам да ги деконспирирам луѓето, знам кој бил кај Талјат Џафери да бара забрана. Тоа на мене ми покажува дека постои еден голем страф кај предавничката гарнитура и свесност дека прават нешто што е на штета на интересите на оваа држава. Меѓутоа ветени се, како што се ветени и тоа го прават. Ајде вака да одиме формално, затоа што ова ќе остане како документ. Да. Сепак, на телевизија и на канал. И треба да остане. Зошто? Ова се историски време. Зошто се овие протести? Тоа е основно за да покажеме дека е лажна сликата и перцепцијата дека македонскиот народ е за промена на името. Исто така, лажна е перцепцијата која што се создава, односно се лиферуваат бројките, дека македонскиот народ е за влез во НАТО. Најголем дел не е. Истражувањата кои што се лиферуваат во Македонија и оние што се прават од агенции што се од надвор од Македонија имаат многу голема отстапка, 30 до 40%. Во суштина, ние и сме за НАТО, но ако е НАТО за нас. Но гледате дека при подпишувањето на договорот во Преспа нема представник на НАТО, туку има представници на Сорос од левичарската бирократија на Европа, кои што Могерини и Хан, кои што се тука дојдени за да кажат дека нешто направиле. Веднаш по подпишувањето на оваа капитулација се јавува Австрија која што вели ние ќе блокираме тоа. Значи тоа ќе си влегне во правниот поредок на Македонија, ние ќе станеме Северна Македонија, а Австрија ќе не блокира на нашиот напредок, односно патувањето напред кон Европската Унија. Тоа е како закана денеска главна вест во медиумите. Што значи дека нити гледаме некоја јасна НАТО перспектива, нити гледаме НАТО перспектива. Гледаме само едно сериозно национално историско предавство, кое што мора да го стопираме. И народот излегува на улица. И можем да ви кажам дека најголем дел од народот молчи, од страв, што не значи дека нема да пресуди кога ќе дојде правиот момент. И тој народ... Кој е тој прав момент? Тој прав момент е гласање за нови пратеници. Кога треба да им се пресуди на едната партија, значи во Македонија, веќе сум убеден, има една партија, нема позиција опозиција. И ВМРО и СДС се партија под контрола на Бејли. И таа партија глуми опозиција. Значи дел од неа глуми опозиција, дел од неа глуми власт. Сите се вклучени во националното предавство. Но да се разбереме, Бејли не е Америка. Бејли е Deep State, Бејли е ЦИА, кој што си има една линија на проект кој што треба да си го оствари, за да исто така си овозможи своите правци да се развиваат. И они ги модифицираат своите правци, своите насоки, согласно од тоа како ќе видат отпор или нема да видат отпор. Од ЦИА има документи во 1947 година дека Македонија треба да биде обединета со главен град Солун. Меѓутоа, ако гледаат дека не постои животоспособен народ или животоспособна идеја, тие ги модифицираат своите проекти. Ако гледаат дека постои петоколонашка, колаборационистичка структура која што е подготвена да тргува со национални историски интереси, тие ќе сменат својата политика. И таа политика е сменета во последниве 10 на 15 години, сега добива свој финиш. Оти знаете што, такви сериозни структури, они буткаат проект до крај, они не се откажуваат на пола. И многу ретко ги менуваат, а за нас се сменето. За нас се сменето. Затоа што ти која беше во архивот на Република Да. Македонија. Често пати ми говореш дека таа проруска црта не е добра за Македонија и дека Македонија имала сериозен пријател во Америка. Последниве децении тоа се менува благодарејќи на нас. Парафразирам, Така, да не ти ставам зборови уста, но толку разбрав од тебе. Значи, историски гледано, немаше показател за
позитивно руско присуство сме збореле за од 1878 година, создавањето на Сан Стефанска Бугарија, кога они одат на варијанта една словенска држава голема на Балкан, од која што е формирана, па е расформирана со Берлинскиот конгрес, а е расформирана под притисок на Австро-Унгарија и на Британија, кои што се заканиле со војна на Русија, доколку не се смали таа Бугарија, Стефанска, се словенска држава и така натаму. И тогаш Македонија, Тракија и Мизија, односно како ја викаат русите, односно турците, Румелија, се враќа како турски дел на Балканот, односно во Европа. Но веднаш по 1878 до првата Балканска војна се прекројуваат плановите, се создава нова позиција како да се справат со европска Турција. Оти Турција е во распад, тоа е стара империја која што пропаѓа, тоа го гледале околните држави. И тогаш Русија се откажува од проектот за таква држава и оди на варијанта на поделба на Македонија. Тоа се историски факти. Сега можеме да кажеме дека тоа се планови на руското кралско семејство, кое што па не е ни руско, туку е со германско потекло. Можеме да кажеме дека германскиот регент како крал на Грција во тие соработки можел во тајните протоколи да издействува при некоја наредна поделба да му се додели територија. Од таму е таа линк помеѓу Грција и Русија? Да. Така се врзани не само германското и руското кралско семејство, туку и британското. Првата светска војна, што за мене е чудовидувачки, многу малку луѓе знаат, е војна на братучеди од кралски семејства. Значи, војуваат кралски семејства за престиж, а гинат десетици милиони обични луѓе. После Првата светска војна, кралската фамилија на Британија од срам го менува своето име во Виндзори. Они не се Виндзори, они се германско кралско семејство. Они се сите братучеди, тоа е све измешано. Во целата таа игра, која е проклетството на Македонија? Не мислев дека ќе дојдеме во оваа насока, меѓутоа ова моја специјалност. Проклетството на Македонија ќе ти го кажеме испеано во една песна. Прва на Балканот, република била, што е историско проклетство. Кога сите на Балкан се кралства, со деривати братучеди или братучетки и принцези и принцови од овие кралски семејства што ја дрмаат Европа, нашиве биле пред време револуционери и сакале република, каде што ќе има демократија и каде што народот ќе биде рамноправен. Се потпиша договорот во Преспа, да се вратиме. Не е ова... Не, контекстите се тие. Контекстите се тие и на место може и да се навратиме, а ти имаш добро презнаење за тоа, па и секогаш имаме и доволно простор, ти оставам колку сакаш. Се потпиша договорот во Преспа, го перцепираш ти како што го перцепираш. Медиумски тоа беше исперцепирано, понудено, послано во Македонија, дека огромна поддршка. Русија поздрави, значи, го поздравува договорот. Од Расел Крол, Русија, Франција, Германија, Соединените Американски држави, Европска Унија, Велика Британија и така натаму, историски договор, но ти даде една интересна работа, зошто немаше представник на НАТО, бидејќи целава оваа игранка во суштина е Божем за НАТО, нели? Зошто стварно немаше од НАТО? А Австрија точно излезе со ова и човек да го стави на сомнеш. Дури не ставивме ни една задршка, дали ќе забележиш дека не ставивме задршка, окей, ајде и да смениме името, ама во моментот кој ќе влеземе во ЕУ и НАТО. И со тоа. Што сега мене ме плаши, а што разговарам ја вчера цела вечер, а и ќе продолжам со гледачите, после тебе, вика, ќе не натерат да смениме име, идентитет. Капаците од канализациите, на кои го има сонцето од Кутлеш, да не зборам све друго, значи, до крајност. Се ќе сменим. И прашање е дали ќе влеземе во НАТО и дали Грција ќе го ратификува договорот. Пази, ние утре треба да го ратификуваме први договорот, со тоа што, ако го ратификуваме и го спроведеме ова во закон, со промена на устав, со све, а Грција не го спроведе, не го ратификува, ние пак не влегуваме во Европска Унија, не влегуваме во НАТО, а све сме смениле за атер на соседите.
Наводно требаше, нели, НАТО, Америка, ово, она, да биде некаков гарант на овој договор. Нема. Како што примети ти, немаше такви гаранти како во 2001 година. Да, во гаранти имавме четворица кои стоеја, олеснувачи кои сега нема беа гаранти. Сега нема никакви сега нема гаранти. И јас лично мислам дека клучната улога во ова предавство сега ја игра врхушката на Мицковски. Значи не ги нарекувам ни ВМРО ни ДПМН, нити се ВМРО, нити се ДПМН. Тоа е врхушка поставена на фалсификуван конгрес за да го заврши ова. Јас предупредував уште во декември дека ќе се случи промена на име, нема да има кој да го брани. Во меѓувреме го раситнија ВМРО, меѓутоа ВМРО има доволно во овој момент пратеници, ако поднесат сите виклива оставка да се закочи цел систем. Последната информација беше денеска дека напуштаат собранието. Бојкот и неотповиклива оставка се различни работи. Добро. Во овој момент не им требаат пратениците за прва фаза да помине. Добро. Значи можат со 67, тоа мнозинство го имаат. Но со неотповиклива оставка парламентот ќе биде осакатен. Ние во моментов немаме државна изборна комисија. Нема, а колку поднесат 3-4-5 луѓе, а овие изберат државна изборна комисија, ќе ги надополнат со наредните. Но ако поднесат 40 и нема 2/3 во парламентот, ќе настане парламентарна, уставна и политичка криза каква што треба да настане во ваков момент. Значи нема да има државна изборна комисија да ги ратификува оставките, ниту пак има изборна комисија која што ќе може да распише, односно да прими нови. Јас ги повикувам пратениците и вчера и денеска на ВМРО, тие што се честни патриоти, а има таму такви, не се многу, да не се лажеме. Добар дел од пратениците Груевски ги бираше по клиенталистичка линија, добар дел се анонимуси во политичка смисла, луѓе кои што се ставени за да бидат гласачка машинерија, но ги повикувам да проработи свеста, да го напуштат парламентот и да му се придружат на народот. Овој народ во партијата ВМРО ДПМН бара свој политички, идеолошки и институционален заштитник. Таа партија секогаш ја наградувал со владење, со мандати, ради тоа што сметал дека таа партија се застапува за неговите интереси. Во моменти кога Мицковски денеска изјавува дека нема да ги подржи протестите, а јас имам документација која што ми ја праќаат нашите членови, тоа се аудио и видео записи, бидејќи имам широка мрежа на соработници внатре во сите структури на ВМРО ДПМН, е веќе развиена, ми праќаат податоци дека вчера под онаа структура што му е под команда на Мицковски се јавувала по членови да не се искача на протести. Тоа е недозволиво. Они прават две работи во моментов. Тајно се јавуваат на членови да не се искача на протестите, а јавно пуштаат по 4-5 луѓе од штабот што се препознатливи да се сликаат на социјалните мрежи и да кажат еве и ВМРО е на протестите. Доколку има луѓе и ВМРО е. Ако нема луѓе, еве пропаднало тоа е некаква глупава идеја. Но имам докази дека Мицковски ги подрива протестите и денеска и самиот изјави дека нема да ги подржи и дека дури нема да го напушти парламентот. Океј, он има некоја агенда. Тоа е видливо. Таа агенда ја остварува, за таа агенда очекува да биде награден после ликвидацијата на Заев. Ликвидација во политичка смисла. Да. Очекува да биде наседнат на фотелја кој што е наседнат Заев, но ќе биде седнат во фотелја ако дојде до такво нешто во иднина, во некоја друга држава, која што нема да се вика така, исто така како што се викала кога станал председател на ВМРО ДПМН. Он нема право да се однесува на овој начин. И затоа велам, пратениците му изразат непослушност и да излезат надвор од собранието. Исто така, го повикувам широкото членство да не ги слуша инструкциите кои што тајно им се даваат и да дојде на протести. Ова се историски времења, ние мора да ја браниме Македонија. Кој ги организира протестите? Народот. Кои организации стојат за протестиве? Сите што сакаат. Таму доаѓаат и Солза Грчева, доаѓа и Палчо, доаѓа и Олумчев со Македонијум, доаѓаат и Тврдокорни, доаѓаат и МОС, доаѓа и Јанко Бачев. Значи, секој што сака да дојде, никој не може да му забрани на некој да протестира. Да. Едина замерка ми е,
Во момент, ја се поткачив многу со проруската линија, мене не ми се допадна, но ова е моje мислење, огради се, слободно. Во момент, бидејќи таму сме да го одбраниме македонскиот национален идентитет преку нашето име, сметам дека било какво мафтање на било која земја, колку и да е пријателска кон Македонија, само може да наштети. На тој протест ги поздравувам сите оние што мафтаат со сонцето од Кутлеш. Само Тоа е државно знаме до 95-та. Тоа е, Тоа е наше државно знаме. Ама во овој протест само едино е легитимно за да го обележи протестот. Руско, српско, турско, американско, Ферари, Јувентус, Може ли да дадам спротивно мислење? За мене, Може ли да дадам спротивно? Дозволи. Значи, за мене, во овој момент, кога ние ја браниме Македонија, сметам дека мафтање со било кое друго знаме е само провокација која треба да наштети на протестите. Делумно точно, ќе ти кажам зошто. Да, се злоупотребува руското знаме и сега ВМРО-вците, односно мицковистите го прогласуваат за шпион на Заев, заевистите го прогласуваат за шпион на ВМРО и така натаму. Јанко си знае добро која му е позадината со руските знамења. Ја имам друга перцепција, односно друг предлог. Ние треба да искочиме на тие протести со американски знамења, со британски знамења, руски знамења, француски знамења, кинески знамења, индиски знамења. Токму тоа го реков. Тоа го прават од ДУИ. ДУИ редат знаме на Америка, на Тоа НАТО, на Британија, на Франција, на Тунгузија и викаат ние сме со сите нив. Сега треба ние да излеземе со сите. Обединети нации, сите знамења извади им ги таму и да не можат ништо да или сите македонски, или сите значајни светски. Француско, британско, руско, индиско, кинеско, јапонско, американско, канадско, све извади го, италијанско, грчко извади. Око да не ти крепне. Не знам дали ќе може да пројде грчко знаме. Слушај, може ли грчко да помине истото, ама црвено-жолто? Така како наша варијанта. Значи Јанко, првото за јасно ти е дека секогаш, на секогаш кога едни протести имаат инерција, нагорна. Секогаш се обидуваат некои да се убацат тројански коњи, за да добијат негативна критика. Се сеќавам, да те подсетам, кога го рушеа Милошевиќ шарените, денеска се шарени, тогаш беа демократи. Неговите шарени, да. Првин ки излезеа, например, искачаа на протести против Милошевиќ, искачаа со југословенски знамења. И на РТС вечерта имаш тоа се пројугословенски, стари комунистички, ово она. Вечерта искачаат со знамења на Русија. Вие сте проруски, не сте за Запад, ние сме за Европа, НАТО и што ти ја знам. Искачаат со американски знамења, ово она. Вие сте проамерички, ово она, пред бомбардирањето. На крај почнаа да искачаат со знамења, имаше таа вечер, и тоа ова се случува од ден на ден, секоја вечер. А само РТС имаше телевизија. Излегла со знамења на Ферари. И сега вие сте за Енцо. Не, ништо, штамагаш на телевизија. Сваќаш? Така ги дампира, така што се слагам со тебе. Извадете ги сите знамења, па да не може никој да каже дека сте проамерички, или проруски, или прокинески, или ве купил некој. Извади ги сите знамења и тоа и добро го одлично си го перцепирал. Ја ти честитам, албанците многу интелигентно се игра играта. Нареди ги сите знамења, да, ние сме со сите. Иди фати им се сега. Тоа е сериозна сеалбанска, голема албанска стратегија која што е запишана во документите и нивни, тоа е Албанската академија на науки и они се играат по ноти. Исто така ние имаме и друг пример за знамењата. Заседанието на првото заседание на Асно во Прокопчински исто така има америчко и британско знаме. И руско знаме има. Да. Така што коалицијата против фашизмот, така е. Така што во овој момент мислам дека народот може да извади секакви знамења и нека вади знамења. Она што треба да биде колоритно, да бидат да не биде само едно знаме. Да доминираат македонски знамења. Македонски знамења, ова е македонска држава, македонски протест, македонска борба, но све е добре дојден.
кажи ми, дали имаше прво ми спомна дека си имал обид за физички напад врз тебе. Да. Кога се случило, што се случило, кажи ми? Вечерта завчера кога имаше гаѓање со солзавец, прво народот се разбега, ние паднавме, јас се поливав со вода и ми се расчисти малку визијата. После неколку минути во мене се јави природно отпор и се вратив назад. Како се вратив назад јас, така се врати поголема група на граѓани и дојдовме на половина метар од полицијата. Каде ова све? Ова е кај градска болница. Потегот кај градска болница. Добро. Оти офанзивните действија беа према Триумфалната капија, према ГТЦ, доле према паркинзите кај Холидејн и навака према Зоел. И тука негде после градска болница они застанаа како полиција. Ние се вративме и кога се вративме, јас влегов у еден вербален дуел со полицајците, барав да ги спуштат тие панцирите, тоа што имаат пред нив штитниците, и да се тргнат. Барав да застанат на наша страна, од проста причина што штитат ненароден, авторитарен и тоталитарен режим, и најголем дел од полицајците климаа со глава. Дури и некои што стоеа у задните редови, кои што се со повисоки чинови. На нив им е јасно дека извршија насилие врз народот. Од тука кога го завршивме тоа, јас се повлеков, бидејќи беше доцна веќе, по градски зид со повеќе луѓе, едноставно се разотидуваме до наредниот ден. Тргна по нас човек кој што сакаше да се пресмета, ние не реагиравме, во униформа? Не, во цивил. Добро. Ме навредуваше, сакаше се пресмета и за малку не дојде до физичка пресметка со еден од моите пријатели што беа со мене. Толку беше храбар да меѓу масата која протестираше? Да. Тоа е веќе опасна ситуација. Денес некој кој тој е провокатор од најверојатно во цивил на задача, затоа што денеска излезе текст од тие што останале на лице место, дека после 3 минути излегла полицијата од кај Зелено пазарче и од позади од кај болницата и ги ставила во обрач сите, и дека тука се апсени лица многу, каде баш кај што стоев јас и бев во вербален дуел со полицијата. Тоа покажува дека ова може би било да тој ме задржи мене тука за да направат посериозен инцидент. Добро е што Заев денеска ја критикуваше полицијата. Тој добро знае дека со шарена револуција го демолираше пола град и никој не беше пипнат. Срамота е и брука е за оваа држава да бидат повредени жени и деца и некои може би имаат и посериозни последици. Ние не знаеме, бидејќи не станува збор за организиран. Па знаете што, со некои имате, ама има некој се повлекол дома и не знаете у каква ситуација е. Не станува овдека збор за организирана структура како партија, која што си ги знае своите поединци присутни. Тука беше присутен широк спектар на граѓани. Така што ова вакво злоупотребување на полицијата е преседан. Вечерва има протести? Има. Дали очекуваш дека ќе бидат радикални или мислиш дека ќе може? Бидејќи во моментов и во Грција има протести од иста страна спротивно. Они исто така не се согласуваат со овој договор и бараат и така натаму. Тоа многу медиумите не го пренесуваат, а меѓународниот фактор повика протести апсолутно е легитимно право, па дури една Могерини, само да не бидат насилни, повик до сите страни беше, што е добро на некој начин. Што очекуваш ти од вечерашниот протест? Јас очекувам македонскиот народ да продолжи да го изразува своето несогласување. Очекувам во се поголем број да излегуваат. Очекувам да расне отпорот. Очекувам дека честните пратеници од ВМРО ќе си дадат неотповиклива оставка и ќе го спречат донесувањето внатре, односно напредувањето кон промена на устав и кон референдум. И на крај очекувам дека ова може да финишира со едни предвремени избори во кои што треба да бидат збришани корумпираните политички елити на лево и на десно. И конечно Македонија да добие представништво во парламентот какво што заслужува. Луѓе кои што влегуваат таму со јасна перцепција,
кои што нема да тргуваат и да преговараат за ситна сума на пари или за да не идат во затвор со странските амбасади. Дали имаш представа практично како ова може да се изведе? Значи, еве имаме протести, што би се случувало, значи на страна патриотскиот дух да оставиме емоциите, тие ве поведоа и за тоа протестирате. Но еве те прашам, си бил во парламент, си бил активен активист во партија и добро знае. Која по тебе би требало сега да биде процедурата за да се оствари тоа што сметаш дека треба да се оствари и колку е, реал политика? Реал политика. Значи, пресудно е големо присуство на граѓаните. Добро. Во политичките елити владее паника. Добро. Во СДСМ владее паника. Во штабот на Мицко владее паника. Во собранието владее паника. Значи, они се обидуваат ова да го разврзат, да го протераат народот да не се освести. Народот, ако излезе на континуирана револуција и се зголемува бројката, ќе падне овој режим. Ќе падне режимот, нема да издржи. Како што шарената со 200 почна дојде до 2000 па го сруши, сметаш дека континуираната. Да. Ама они има многу кеш, вие немате пари, вие рачунате дека мотивацијата на народот ќе биде доволна да издржи со месеци? Да. Ние имаме љубов кон татковината, ние имаме чиста идеологија која што се потпира во нашето постоење. И таа идеологија дава голема сила. Да, ама практично луѓе треба да идат на работа, значи не збориме за затоа се навечер протестите. Така. Затоа се навечер протестите. Значи ти сметаш дека треба да бидат континуирани овие протести за да се изврши притисок. Што кога ќе се изврши притисок? Како после мора да падне владата. Значи како би паднала влада? Значи, еве ви кажувам ја сега можам целиот сценарио да ви го кажам. Што, оставка нема да дадат од ВМРО. Ќе прогласат воредни избори. Како тоа ќе се случи? Значи, нема да ги оставиме да дишат додека не си дадат оставка. Ќе дојде момент кога ќе има 100.000 луѓе пред собрание или и повеќе, полицијата ќе ги спушти штитовите и ќе се тргне. Нема веќе кој да го чува корумпираниот режим. Ќе дојде момент како Милошевиќ кога паѓаше на 5 октомври 2000 година, кога Легија, кој што беше со специјалните единици, се сврте и тргна со све народот внатре. Ќе дојде момент кога и полицијата, и војската, и сите структури, над 100.000 луѓе, ќе влезат и ќе кажат доста е, вие од сега не сте представници на државата. Ја продавате, ја распродавате, од сега ве развластуваме и ќе се оди на нови избори. Ова што го кажуваш, морам заради законот за радиодифузија да се оградам од тоа, бидејќи зазвучува на државен удар. Не е државен удар ова. Те молам објасни се. Ова не е државен удар. Ова е следство на политички чекори кои што се дешаваат и се познати во политичката теорија. Оној момент кога ќе излезе на улица доволно народ, а го има, и овој народ и го има тој став, ќе падне диктатурата. Во овој момент диктатурата е за жал со свој корења и во левицата и во десницата и е контролирана од еден центар на моќ. И мора да падне. А не мислиш дека овие тепањата, насилството, убацување провокатори и од една и од друга страна, очигледно странски фактор може да се вмеша, може да се радикализира и да дојдат и до жртви? Не сум застапник на политичко насилие. Добро. Значи не поддржувам конфликт со полицијата и мислам дека не треба да дојде до жртви. Полицијата и сите други органи на присила што ги има за самозаштита државата, под притисок ќе попушти без жртви и ќе спуштат и ќе се тргнат. Сметаш дека нема да се повтори 27 април лани? 27 април лани е една голема местенка, каде што народот беше наместен. Народот беше вовлечен во игра и се оставени луѓе да скапуваат по затвори. Заради тоа што некој нешто тргувал, а сето тоа се крие до ден денеска. Кога влезе структурата во парламентот, немаше потреба да идат да го тепаат Заев. Немаше потреба да бидат жестоки. Ако имаа политичка агенда, каква што ја мислам дека со луѓево овде што се на овие протести, Солза, Палчо и другите, може да изградиме.
Нема потреба од политичко насилие. Они требаше да влезат у пленарната зграда, сала, кај што влегува прво, таму да се забарикадираат и да прогласат Народно собрание, да го распуштат ова корумпирано собрание. Со останувањето внатре, ненасилно, значи без тепање, без крвопролевање, без напади на полиција, едноставно го распуштат и му го зимаат легитимитетот на она таму ракот што го имаме внатре предавнички. И тоа треба да настане, да се случи. Знаеш што се случи вечерта 27 со мојата емисија Сител? Никогаш не сум ти кажа. Ајде, да чујам. На мојот директор му се јави од штаб од партија и ми рече, вика, иди си дома, вечерта нема немаш емисија. Да. Срамота. А знаеш која контролираше Сител телевизија? Сега тој пак повторно доаѓа на таа телевизија и така натаму. Срамота. Интересна работа, сметаш дека цел 27 беше театар што се случуваше, тепање, браниње и така натаму. Беќе твојот многу добар со партија кој го бранеше лично Заев како голман и многу христијански, нели, да не настрада човекот, не го видов на протестиве да брани жени, деца, да застане за Арна Шијак, да ја помогне, го нема никаде. Индикативни се улогите на Владко Ѓорчев и на уште некои пратеници. Они можеа да направат некоја логичка оправданост на својата улога од 27. Пардон, ако се произнесеа вчера и застанаа во одбрана и на народот. Истите тие што го бранеа Заев требаше да излезат да го бранат завчера народот. Меѓутоа биле на свадба во еден познат скопски ресторан. Јас ги имам сите податоци. Имам фотографии од секаде. Точно знам кој каде беше завчера. Она шпацирен прошетка на проформа на широк сокак во Битола беше договорена за да не отиде случајно некој радикал во Преспа. ВМРО ДПМН требаше да биде во Преспа, не во Битола. ВМРО ДПМН требаше да има 50 кајчиња да направи морска блокада во Преспа. Ама добро, еве вие покажувате дека не сте ВМРО ДПМН. Не, јас сум ВМРО ДПМН, они не се. А ти си во... Они во моментов ја имаат украдено партиската инфраструктура, печатот и брендот. И тоа ќе им го земе. Тоа ќе им земе. Нема да застанам дека не им го земам. Добро. Затоа што не го заслужуваат. Они правеа алиби на протест и дифјуз, значи испукување на масата во Битола по широк сокак, кој што всушност е тесен сокак, ти добро знаеш, не е широк. Бил широк пред 200 години. Да. Сега е тесен сокак и таму кој ќе прошеташ 1000 луѓе делува кој да има 10.000 луѓе. Тие 1000-2000 што му беа таму, требаше ги носи во Преспа. Требаше биде вистинска опозиција. Вечерта кога нас не тепа, не требаше биде на свадба, него требаше да прави Мицковски вонредна пресконференција да се закани на полицијата да не го напаѓа народот. Ништо од тоа не направи. Туку до 1 час од вечерта, мртов ладен, си бил на приватна забава, нема везе што го тепаат народот. Затоа не е ВМРО да помене. И треба си оди. И треба се организира вонреден конгрес, затоа што оваа партија да беше консолидирана во Валандово прошлата година, немаше да дојде до промена на име. Јас да бев председател, немаше ни подразно да дојде до овие циркуси сега што ги имаме, да ние не знаеме од кого да се обраниме, дали од Заев, дали од Мицковски, дали од нив двајцата заедно. А што не направиш своја партија? Имаше своја партија. Зошто да правам партија? Знаеш дека ја Па цел живот ли да се малтретирам? Па ја имам своја партија. ВМРО ДПМН е таа партија. И над 70%. Па затоа што светскиот поредок и амбасадата, Соросовата инфраструктура, нив држи. И они се затоа комотни. И ти мислиш дека си појак од странската амбасада и од Сорос и од така? Не знам. Ама нема да и не ми е гајле. Добро. И не ми е гајле. Ја имам автентично право да се борам. И го користам моето право. И нема да отстапам. Се враќаш назад на протести? Да, сега ќе одам на протести, да ги поздравам тие што се таму и продолжуваме да протестираме. До победа. Океј, ти благодарам за твоето гостување, ќе направиме... Секојаш ми е драго кога разговарам. Нема проблем. И мене ми е драго што прифати да дојдеш. Ќе направиме кратка пауза, почитувани гледачи, веднаш потоа продолжуваме со емисијата и со вашите јавувања.
Благодарам и на вас, 1400 во овој момент, што гледате, сега ќе прекинам, одам пред собрание на протести. Придружете ми се, бидете со мене, мислам дека по-јасни ставови од ова не може да се кажат. Време е за борба, време е да ја спасуваме Македонија.